Штипското основно училиште Гоце Делчев е најдискриминирачко училиште во општината. Оваа констатација во јавноста ја изнесе заменик народниот правобранител Елена Ѓоргонска-Маневска, базирајќи се врз резултатите од направената анкета помеѓу ромските семејства во градот. Родителите сметаат дека се дискриминирани најмногу во основното училиште Гоце Делчев, каде што и по статистички податоци најголем број од децата запишани во прво оделение, па и во целиот образовен систем во деветолетка, се токму деца од ромската етничка заедница. Значи, основното училиште Гоце Делчев е училиште каде што по бројност најмногу се деца од ромската заедница и веќе во оваа училишна година мислам дека се вршеше еден вид на сегрегација, односно се формира паралелка само од ромски деца, што сметам дека е недозволиво. Значи, децата треба да учат заедно. Директорот на посоченото училиште, Трајче Димов, демантира. Дискриминација не постои. Напротив, наставничкиот кадар прави се запишаните ромчиња да го оформат основното образование. Дечињата роми, грижата околу нив, единствено некој што ја води е ово училиште. Ние некаде во текот на 3 години, заради интегралната еволуација и само еволуацијата која правиме, имаме 153 дечиња од ромска етничка заедница кои го полагале оделенскиот испит, заради недоаѓање и заради нередовност. На сите тие дечиња е овозможено, повикувани, одени во куќите, да се доведат овде за да можат да го оформат своето образование. Сепак и најмал сомнеш за дискриминација мора да се отстрани. Во изнаоѓање на решение се вклучи и невладината организација Черења од Штип. Сакаме со овие наши активности, како што се работилниста јавната трбина, издигнување на свеста на граѓаните за еднаков пристап на децата во основните училишта и надвор од нив, за да постепено се намалува дискриминацијата кон ромските деца. Презентираните резултати од анкетата и заложбите дискриминација во училиштата да не постои се слушна на денешната јавна дебата, чиј организатор е НВО Черења во соработка со Штипската канцеларија на заменик народниот правобранител на Македонија.